Светановски, за најголемите македонски небулози во годината која што минува и за она што се случуваше и што не очекува во 23-та, ке зборувам со колумнистот Александар Истевски. Добре ден. Добро вечер, Љупчо. Како си? Одлично, благодарам, Александар. Да тргне годинава, ова е предпоследната емисија што се били во оваа година. Чест ми е што ќе биде со тебе. Ти благодарам. Секојаш е задоволство. Исто така. Значи, Македонија, според се што се случуваше оваа година, привршува можеби една од најтешките години од независноста на вака, нели? Со се што се случуваше, што би издвоил, еве, од оние најцрните работи што се случија во Македонија? Знаеш, навистина ми е жал што доаѓаме во ситуацијата како држава, како нација, севкупно, дискутираме за лошите работи, затоа што нема ништо особено позитивно што можеме да споменеме. После 2 години измачување со короната, која очигледно стави еден исклучително негативен траг меѓу населението, огромен број на починати лица, болест, пандемија, затвореност. Оваа година можеби почна со некаква условно речено надеж дека нешто ќе се опорави. Видовме само тонење, видовме инфлации, видовме лажен маркетинг на актуелната власт за тоа дека ќе биде подобро и апсолутна обструкција на се она што представува локална власт. Јас искрено се надевав дека со драстичната промена на локалната власт при крајот на минатата година, каде што целосно се смери структурата, каде што да кажеме актуелната државна опозиција помина од да кажеме некои си 4-5 општини колку што беше во владение во главном рурални плюс градот Кавадарци, се доведе во една ситуација да повлече една огромна победа, да ги земе скоро сите градови. Се најдовме во ситуација на драстично покачување на цени на електричната енергија, огромни долгови, огромни обструкции со оние блок дотации. Тука само покажа каде е проблемот на финиширање на она темпо на децентрализација, нели прво ниво, второ ниво, трето ниво никако да дојде. Тоа трето ниво каде што општините ќе имаат можност директно да земаат дел и од ДДВ-то и до останите даноци, да прибираат повеќе данок и да ги направат подостапни за самото население. Видовме одредени позитивни примери во одредени скопски општини, низ Македонија, дека и покрај тешките состојби, дека одредени градоначалници гризат, се обидуваат да сменат нешто, да го подобрат условот за живење и малку се, да кажеме, релативизираше или стабилизираше таа состојба каде што апсолутно целата власт беше во рацете на актуелните владеачки структури, на СДСМ, на ДУИ и на нивните привезоци. Што се случуваше? Се случуваше трошење на ангро, лажење за исполнување на сите ветувања, ние апсолутно ништо не видовме. Ние видовме само пред неколку години или отварање на еден тунел како дел од автопат со оро и со чочек и со блек музика, иако тој беше готов. Гледаме представување на 1000 километри патишта со гребење на асфалт, тоа е тековно одржување. Тоа вие како вие дома да се пофалите дека сте средиле нешто со тоа што се ги измиле забите на забајле, така би му дошло. И ние се доведуваме во ситуација да еден куп институции се доведат пред банкрот. Што е најтрагичното? Најтрагичното е што не гледаме одговорност. Сето тоа што се ветуваше за правда, за владение на закон, за одговорност, ние не ја гледаме. Кажете ми, која личност за направена проневера одговарала? Ние имаме процеси каде што дури кога има огромен притисок на јавноста, се случува одредено лице да биде сменато, нормално под притисок на јавноста, да се влези во некаква судска или обвинителна постапка, лице каде што може да влие врз постапката, гледаме дека се ескивира, па се пушта дома, па домашен притвор, па префрлање на деца, па слично, и сето тоа се забошотува и нема финализација. Нема финално, да кажеме, ставање точка на тоа што е започнато. Значи имаме едно тапкање во место и една безнадежност. Случаевите свесно не влегувам во таа игра да ги набројуваме, сум сигурен дека вие, еве да кажеме на хартија сте поспремни да ги наброите таксактивно кои се, но ако почнеме, јас сум сигурен дека ќе спомнеме 5% или 10%. Каде да почнеме? Максимум, токму така. Каде да почнеме? Треба војна и мир еден формат за да ставиме се. Еве во која, кажете ми дејност, таму ќе почнеме. Значи, дали е тоа култура, дали е земјоделие, дали е образование, дали е здравство, економија, апсолутно, енергетика, апсолутен се случува
апсолутен распад на системот, едно девастирање, уништување на општеството. Ние сме во ситуација каде што имаме неискористени земјоделски површини, може би 70% од земјоделското земјиште, зборуваме за субвенции, зборуваме за недостаток на храна. А и тие земјоделски површини да сакаме ги ставиме во функција, немаме затоа што нема кој да ги работи. Сите ја напуштија државата. Која област да ја спомнеме? Еве, не знам, еве култура да ја спомнеме. Вие од времето на претходната власт имате еден куп незавршени објекти. Незавршен турски театар на ниво на Карабина, незавршен плавшник Свети Климентов универзитет, незавршен театар во, кажете го, во Струмица. Незавршени мал милион објекти. Ние се фалиме дека, не знам, се смениле столчињата во Кочани. И тоа било капитална инвестиција. Обеќавање проекти, спомен куќа на Лазар Личеновски, не знам, мал милион објекти. Само правиме декоративни шминки, долговите се огромни, дури синдикатот на културните работници сам го потенцираше токму тоа, дека по оваа објекти или немаат грејење, или имаат огромни долгови, каде што во основа државата им ги дава блок дотациите, а повторно се примаат и нови лица, дефицитарните кадри не се пополнуваат, истражување нема, намалени се средствата наменски за проекти во област на култура, од друга страна, повторно пари добиваат низ годиниве, разноразни здруженија за, не знам, пеливанско борење, за пеење песни, не знам какви, за не знам што во основа, а оди како ставка национален интерес во областа на културата. Кој е националниот интерес? И повторно се игра на карта плати. Демек се дале плати, биле подобри условите, па сега сакаат промена на колективен договор, па... Значи, тоа е само една... Еве, јас како човек засегнат од таа сфера, ја спомнав токму културата, сакате здравство. Што да кажеме за здравството? Личен пример имав од поблизок член на поширокото семејство. Во болница беше, се знае како е. Треба да оставиш нешто. Дали да му стават инфузија, треба да цалнеш нешто. Так. Дали да те видат, треба да оставиш нешто. Дали да се згреат, дали да те пушта дома. Страшно е. Страшно е. Здравството во основа најмногу ги тангира луѓето. Луѓето немаат пари да одат по приватни клиники. Едноставно финансиски се немојкни. Нивните најблиски, мажи, жени, деца, родители, финансиски се исцедени. Вие знаете ли што значи за еден обичен македонец, еден обичен граѓанин на оваа држава кој има приходи од 400, 500, 600 евра, 800 евра нека има, да му се разболи близок член на семејството. Тој не може да се опорави после со години. Моли за пари. Тоа е страшно. Па ние не зборувавме дека во основа со години плаќаме придонеси за тоа здравство. Не ли зборувавме за тоа дека во основа здравството, па дури терцијалното, со малеве 5-10% колку учество, е бесплатно. Како е бесплатно кога вие ако лежите во болница 20 дена, 30 дена, ќе ви дадат некаква фактура за која треба 3 месеци да работите, плюс паралелно уште пати 3 сте дале пари за да замачкате, покриете, докупите. Како да докупам? Знаете, од моја гледна точка, како човек кој плаќа скоро 15 години придонеси, тоа ми е малку страшно. Јас навистина почнувам, кога гледам на некои поблиски луѓе што им се случува, мене ме фаќа страф. Затоа што мене за здравство 15 години ми земаат пари. Ми земаат 600-800 евра годишно. Кај отишле тие пари? Каде се моите пари? Еве, јас моите пари сум ставил во тоа купче. Каде е моето купче? Цело време зборуваме за платите на здравствените работници. Одлично. Се сложувам, треба да им се покачат. Здравствените работници треба одлично да видат платени. Каде е одговорноста? Каде е грејењето? Како може во болница да се лежи да нема грејење? Како може во болница да се лежи некој да треба да носи греалка, па да не му даат да се уклучи греалката пошто штеделе? Па човек кој е опериран и гол соблечен да се грее само со кебе, да кажем. Или да дува промај од прозорот. Не ли имавме пари каде што се градеше болница? Каде е болницата? Ја прекина и секоја. Ние сега ќе имавме нов клиничен центар, одлична зграда во центарот на државна болница. Така, знаете што имаме сега? И Штип ќе беше гарант готова. Штип е карабина, која стои. Так. Каде е болницата во Кичево? Нели се жалеа дека 5 години од претходната власт и не знам колку не била изградена. Еве уште 6 години, зошто не е пуштена? Значи, ние правиме муабет за немање основна човечка одговорност да се завршат работите како што се такви. Еве образование, еве ви 3 факултета на Битпазар.
Оставени на ниво на карабина. Уште од пред 15 години уште еден објект на карабина на Природно-математички факултет, институтот што требаше информатика да биде на Финки. Уште една зграда на Финки на Битпазар, втора зграда за нив. Факултетот за спорт и не знам како се вика, бивш ДИФ на Битпазар. Спортската сала од другата страна на комплекс факултети со 2500 гледачи. Исто не отворена, ја кршат, ја демолираат. Каде е довршување? Каде се студентските домови ветени? Нели 2 студентски дома во Скопје ќе имаше? Пак туѓи не функционираат. Тоа е таа неодговорност, тоа е тоа сликање и тенденција за подмитување на засегнатите страни. Значи, нема да возмишиме услови, но на Љупчо ќе му подкачиме платата, ќе му даеме некакво тезгиче, кјути сега Љупчо. И Љупчо ќе покјути година, две, и него малце ќе му покачиме нешто, ќе му фрлиме за дома. Ама чекайте, извинете, вие сте дојдени да го крените стандардот и квалитетот на живење, на државата, на народот. И знаете што најмногу ме боли? Што упорно се лажи народот во оваа држава, во Македонија, дека ќе влеземе во Европска Унија. Европска Унија не прифаќа веќе пропалитети. Еден пропалитет го има на исток ние со граница од кај нас. Во Европска Унија се... На запад е според учебникот за пето одделение. Да, наопаку е на запад, треба да свртиме картата наопаку. Значи, ние веќе пропалитети во Европска Унија нефункционални имаме. И тие, обштествено во одредени аспекти, се подобри од нас. Во Европа не можете да се паркирате каде сакате. Во Европа не можете да свирите на Битпазар или на рекорд со свирките. Забрането е ќе ве казнат. Во Европа не можете низ град да возите 100-110 на саат. Европа од нас бара целосно ресетирање и промена на менталитетот човечки. Европа е заедница на вредности, не е Европа заедница каде што ние ќе се договориме. Го смениле името, подпиши му нове, и сега ќе влеземе. Нема нигде да влеземе. Јас на луѓето им реков, и јас стојам за тоа најодговорно. Македонија, како северна или како било каква, во Европска Унија може да влези или никогаш, или во пакет топтан со цел Балкан. Кој ќе решат. А тоаш ќе не внесат без оглед дали сме северна, дали данокот сме го смениле, дали овона, тие очекуваат да воспоставиме систем, институционален систем, систем на вредности, систем на одговорност. Секој кој ќе влези во автобус да си плати карта. Секој да не го фрла ѓубрето на улица или од тераса. Во еден од побогатите делови на градот живеам, ѓубре не знаат луѓето да фрлаат. Се расправаме секој ден со соседите за тоа кој каде треба да фрли ѓубре. За тоа кој каде шишињата пластични треба, па ќе сме рециклирале, па сите собираме пластични. Ова некој цел смет го фрлил таму. А нели купил стан изгор скап. Тоа е тоа. Оваа година